Во случајов, вие признавте дека, иако имало општа согласност за јавна расправа, вие не сте посегле по нормалниот процедурален чекор. Да побарате гласање, зошто? За да може да се создаде правен основ за јавна расправа и тоа ми создава многу дилеми. Значи, чуварот на процедурата сте вие. Во случајов, морам да кажам, прв пат и луѓето кои што седат со вас од службите, бидејќи морало да ве предупредат на тоа. Зошто? Затоа се покрај вас. Значи, тоа е првото. Според тоа, замислете, ние сите убедени дека ќе одиме на јавна расправа, бевме радосни, ги информиравме сите заинтересирани и сега јас гледам на дневен ред прва точка закон за кој што очекувам да биде ставен на јавна расправа. Шокирана сум. Тоа е прво. Второ, околу тоа кој може процедурално да реагира на седница на комисија? Секој. Зошто? Па јасно ви е, двајца луѓе, еден координатор и еден заменик. Кога има истовремено по 3-4 комисии, ќе трчаат ли на секоја комисија за да поставуваат процедурални забелешки? Па нема логика. Значи на 21 комисија би требало да бидат присутни. Тоа е првото. И второ, ве молам второ да искористам прилика да кажам дека дури и она решение од нашиот деловник, кое што предвидува само координаторот и заменик координаторите да реагираат, е непознат феноменот и не ќе одам ја на секоја точка да му шепотам на мојот координатор кога забележувам дека е прекршена процедурата. Секаде секој може во парламентите 1 или 2 минути да каже за тоа. Значи, според тоа, вие признавте дека намерно сте премолчиле да ја ставите точката на гласање, зошто? Бидејќи јасен би бил резултатот. Тоа е прво. Второ, видете, крајно време е еднаш ние да ја прочитаме одлуката. Во овој парламент има одлука за надлежност на комисиите. Значи, председателот на собранието не е суверен, уште помалку апсолутен суверен, и мора при испраќањето на законите да се води од надлежноста на комисиите. Не може тој да ја одредува надлежноста. Тоа не е негово право. И дозволете ми сега да ви прочитам јас што е надлежност на Комисијата за европски прашања. Прво, следење на спроведувањето на националната стратегија, значи следење за интеграција на Република Македонија во Европската Унија и редовно известување за нејзиното спроведување. Следење на исполнувањето на обврските кои произлегуваат од договорите меѓу Република Македонија и ЕУ и остварување на програмите и другите акти на институциите на ЕУ. Под 3, ве молам, многу сте гласни, следење и потикнување на процесот на усогласување на законодавството на Република Македонија со законодавството на ЕУ. Следење, не хармонизирање. Предлагање мерки за унапредување на постапките за усогласување, давање мислења и предлози за активностите на другите работни тела на собранието. Следење на активностите на владата и органите на државната управа во врска со приемот на Република Македонија во членство во ЕУ и давање мислења и препораки. Анализирање на последиците од пристапување на Република Македонија во членство во ЕУ. Редовно информирање на собранието за сите прашања сврзани со европската интеграција, вклучително и преку информации, литература и други документи. Предлагање и остварување на активности насочени кон информирање на јавноста за процесите на европската интеграција. Соработка со соодветните комисии на другите земји, да, тоа го направивте кога заминавте во Париз, и разгледување други прашања во врска со европската интеграција. Значи, дали овде негде гледате вие надлежност
за хармонизација на законите, јас не гледам. Значи, може да постапувате како заинтересирано тело, но од сите овие надлежности овде, јас не гледам ниту една да сте оствариле. Значи, колективната меморија овде на пратеници, кои учествувале во многу претходни состави, ај да си ја освежат и да се сетат што работеле претходно, што работела Комисијата за европски прашања. Сигурно не ова што денеска се случува. Понатаму, во таа одлука за надлежност на комисиите, прашањата парнична постапка, Академија за суди и јавни обвинители, измена и дополна на кривичен законник, закон за адвокатура е изречна надлежност на Комисијата за политички систем. Многу пати велам, како може оваа комисија да биде надлежна и за минерални суровини, и за адвокатура, и за суди и јавни обвинители. Па кои сме ние овде, Марија Кири и Леонардо да Винчи, сите овие области, профили, да ги познаваме? Немојте, ве молам. Тоа е, значи, интерпартес однос меѓу вас и председателот, на кој што мора да му се стави крај. Председателот е должен да постапува во рамките на деловникот и одлуката. И уште нешто. Ние на оваа комисија минатиот пат започнавме расправа по законот за инспекцијски надзор во животна средина. Дури го поминавме први амандман. По секоја логика на процедура, денеска ќе продолжевме тамо каде што сме застанале. Како може сега точката што почнала да се стави на третата седница, а денеска да почнеме со една важна точка за минералните суровини? За жал, не е во прашање процедурата, во прашање е кршење на процедурата, предпоставувам во интерес на некои олигархиски интереси. Дека е така, ми покажа пред некој ден одењето и поминувањето над Гостивар и фрлањето поглед на едни скопини од кои веќе не се препознава планината. Наместо да се редуцираат во процес на ремедијација, тие само се шират. Значи, утробата на оваа држава е повредена, ама зошто? Бидејќи, замислите да си добиете концесија за 30 години, за 20 години, па знаете што значи тоа? Наследство за не знам колку генерации, и тоа на државно земјиште. Се плашам дека приватниот интерес или doing business во случајов е доминантен и дека затоа овде не сакаме ние ниту да ги гледаме нашите коалициони партнери, зборувам за еко-коалицијата, која на декор коалиција, бидејќи замислете, од галеријава да не гледаат и слушаат колку сме умни, кога ги браниме амандманите што ги подготвиле тие. До кога, Арбер? Ве молам, значи, очекував денеска, вие прво да речете, се извинувам, не сум бил подсетен, сум направил превид, не сум ја ставил точката на гласање, оти не можело јас да ја ставам точката на гласање, само тој што председавал за минералните суровини, затоа ќе го почитувам вашиот заклучок, или прашајте не уште еднаш да гласаме ако не сте убедени, ама нема потреба, прашајте не, значи дајте да гласаме, пардон, не гласавме, значи ве молам да гласаме, требаше да предложите и да создадеме основ за јавна расправа. И веќе еднаш да се стави крај на овој мелтин пот овде, не знам како да го наречам веќе. Значи, ова стана супер комисија, што е? Па дајте да ги укинеме сите комисии и се овде нека оди на дневен ред и така, све во скратена постапка. Згора, најголемиот дел од законите, нотирано е во извештајот на Европската Унија, се носат по скратена постапка
со зло употреба на европско знаме од типот, замислете, овие и овие одредби ќе стапат во сила по стапувањето во членство на Република Македонија во ЕУ. Леле, посмртно. Јас сигурно нема да бидам тогаш жива. Па зашто седам овде? Значи ве молам да ја почитувате. Да, не, јас верувам дека духот останува, што би рекол Рене Декарт. Душата никогаш не умира, духот не умира, само телото. Духот е вечен, сигурно нешто секој од нас ќе остави овде, ама на крајот пак ќе ви се обратам. За да ми бидете драг и професионално кога постапувате, направете нешто за да оставите зад себе впечаток дека сте ја почитувале процедурата, дека сте чувар на процедурата, а таа е гаранција за добри закони. Благодарам.